значи од земјата. Следуваат занимливости од светот. Следете ме! Во Јапонија постои ден на полнолетството. Тоа е церемонија што се изведува кога полат 20 години, а се слави вториот понеделник во јануари. Младите одат во општините и стануваат возрасни. И плюс на девојчињата им е дозволено да носат традиционални кимона и јапонски постолки. Карневалот во Рио во Бразил е најпознат во светот. Во текот на 5 дена се одржуваат 5 паради на училиштата за самба и тие дефинираат од 19 часот па се до зори на самбадромот во Рио. Со дефилето на ликови и со кралицата на карневалот се отвара проследувањето на кое се собираат на 800.000 туристи. Секоја зима во Москва се одржува шампионатот на ледени скулптури. Секоја екипа добива 12 блока мраз и тие треба да се обработат во рок од 4 дена на температура од -4 степени Целзиусови. Латоматина е најлудиот и најголемиот фестивал кој секоја година се одржува во градот Буноу во Шпанија. Според пресметките, 35.000 луѓе од сите краишта војуваат со 120 тона домати. Пролетниот празник или новата година е најзначаен празник за кинезите од цел свет. Тогаш се собира целото семејство. Кинеската нова година се слави веќе 200 години пред нашата ера. Тогаш децата добиваат црвени пликови со пари. Особено се даваат оние што го содржат бројот 8, а тоа е број на напредокот. Следевте занимливости од светот. Ви посакувам пријатен ден.